Сметам дека ова училиште со години барало воведување на нови струки и сум среќна што еве во мојот мандат успеавме заедно преку Учи паметно, работи стручно да отвориме 2 дуални паралелки, а и третата земјоделската струка да ја поврземе со компании. Затоа што само ако соработуваме со реалниот сектор во средното стручно образование, можеме да постигнеме првенствено подобар квалитет во овој тип на образование, а втора работа да ги подготвиме учениците за понатамошните предизвици кои што следат, а тоа е вработувањето или пак запишувањето во високо образование, каде што ако имале квалитетно стручно образование, веројатно на техничките факултети и многу полесно ќе стигнат до подобри резултати. Затоа како влада навистина оваа година дадовме голем акцент на Учи паметно, работи стручно и запишувањето во средните технички училишта. И ако во споредба со лани имавме само 11 дуални паралелки, оваа година не само што отворивме 97 дуални паралелки, туку и во сите запишавме 1400 ученици, што е навистина за големо поздравување кон локалните самоуправи, кон реалниот сектор и кон директорите на училиштата, затоа што само така можеме да конечно постигнеме едно ново современо стручно образование кое што ќе биде компатибилно на потребите на реалниот сектор, а тоа беше и крајната цел. Секако дека како министерство, освен што ја сменивме уписната политика и направивме еден широк социјален диалог на локално ниво, за да утврдиме дека навистина тоа се потребните струки, отворивме и поинаква можност за стипендирање или оние кои што се во техничките, во дуалните паралелки и во тригодишните учениците добиваат 3.500 денари месечно и со тоа сметаме дека на некој начин даваме и дополнителен стимул да се заинтересираат или барем да ги разгледаат можностите кои што овие струки ги даваат. Очекувам да во наредниот период го следиме квалитетот на наставата, соработката со компаниите и имплементирањето на договорите со тие компании, за да наредната година имаме уште поуспешен процес на дуално или средно стручно образование.